Во студијето денеска со мене го имам Љупчо Георгиевски, екс-премиер на Република Македонија и воедно председател на ВМРО Народна партија. Ви благодарам што ја прифативте нашата покана да поразговараме особено за оној акцијски план кој што деновиве ја разбранува јавноста. Ви благодарам за поканата. Едноставно ја прифатив затоа што очигледно медиумите кои толку многу гласно напаѓа, а и некои историчари, политичари кои исто така гласно напаѓа, кои им беше понудена додатна дуел или да настапам во нивните телевизии, очигледно не покажаа некој интерес, така што еве ја користам оваа покана шанса да објасниме некои работи кои некој сака да ги проблематизира. Така. Вие во неделата изнесовте еден план кој што го нарековте за излез од ќорсокот на македонско-бугарските односи. Меѓутоа, јавноста има впечаток дека треба Македонија да направи многу отстапки во корист на Бугарија. Реагираше бурно, како и самите што знаете, па дури имаше прашања дали ја застапувате македонската или бугарската страна. Првин тоа да го разјасниме. Гледайте, од 90-та година кога сум се појавил, кога изфрлив идејата за самостојна и независна Македонија, постојано добивам етикети за кој работиш и што работиш, меѓутоа никогаш не сум се повел на планот на популизмот во Македонија. Значи, ако 90-та година се откажев од идејата за самостојна Македонија, кога 90% од македонците беа за Југославија, никогаш немаше да станеме самостојна Македонија. А ќе ве потсетам и за клучни други работи, како што да речеме за преговорите со Грција, прв во Македонија кажав дека името Северна Македонија за надворешна употреба не е ништо страшно, иако тогаш ме послушаа, иако ми дадаа шанса таа 98-2002 година, Македонија ќе завршеше само со промена на БЈРМ за надворешна употреба, што се сложувам дека не е се исто за надворешна и за внатрешна. А конечно за Бугарија, мојот патриотизам сум го искажал во овие 30 години, барем 50 пати сум кажал, треба да смениме нешто за Бугарија, треба да имаме нови релации, треба да бараме точки на спојување и конечно најголемиот документ кој се го направил во корист на македонскиот народ, тоа е декларацијата со господинот Костов, која потпишавме сега, дали беше 99-та година, веќе сум ги заборавил годините, со која декларација Македонија не се образуваше на буквално ништо, единствено требаше да биде пријател. Значи, многу македонци, политичари, новинари или не знам што, ако не ја сакаат Бугарија, требаше само да глумат Бугарија, како ќе идете кај во некоја гостилница и келнерот ќе ви се насмее, затоа што е љубезно да ви се насмее. И ако одеа по тој мој пат, денеска немаше да имаме ни вето, немаше да имаме ни ваква шокантна ситуација која се бара од нас и ние едноставно пред половина година ќе почнеме преговори со Европската унија. Меѓутоа, благодарејќи на многу патриоти, затоа што да се зборува против Бугарија е најстариот популизам во Република Македонија, ние се доведовме како држава во оваа ситуација во која сега се наоѓаме и јас ја нарекувам ќорсокак. Не знам некој кој се занимава со политика и кој сака да биде политичар во Македонија, кој не може да го види тоа дека ние сме сега повторно затворени. Добро, вие предлагате за да излезе Македонија од ќорсокак да направи одредени отстапки кои што нели јавноста ги процени како штетни за Македонија. Еден од предлозите е дека македонската држава треба да се обврзе дека со ништо нема да им помага на организациите кои бараат македонско малцинство во Бугарија, а македонците во Бугарија и така немаат права таму, така? А од друга страна, Бугарија вели дека со издавањето на патни исправи има илјадници бугарини или кои допрва ќе бараат права. И повторно се поставува тука прашањето, Георгиевски, чиј интерес браните вие? Еве сега ќе ви кажам чиј интерес. Значи, не ми е јасно како некои луѓе во Македонија не сваќаат дека во овој момент се водат македонско-бугарски разговори, дел тајни, дел јавни, дел во државната, односно мешовитата изборна комисија. Така е. Исто така секој ден слушате дека двете влади подготвуваат акцијски план за да се одмрзне тој однос и да почнат да работите да одат напред. Затоа што во мај ќе добиеме ново вето или во јуни кога доаѓа на наредната фаза. Сега, јас во самиот почеток на текстот велам дека тоа е дипломатски предлог, затоа што поаѓам од барањата и тие се повекуваат на таа резолуција на нивниот парламент која
Јас прв ја осудив од македонска страна, за жал ни од лево, ни од десно таа не беше осудена, само јас го кренав гласото и дури отидов во Бугарија и им кажав дека прават грешен чекор, меѓутоа за жал не ме послушаа. Во октомври беше тоа? Тоа беше претходно. Тоа беше претходно која донеса таа резолуција во бугарскиот парламент, за кој сметам дека беше нарушување на македонско-бугарските добрососедски односи. Сега, за разлика од сите тие фраери во Македонија кои знаат на Фејсбук да пишуваат, јас отидов тоа и во Софија им го кажав на интервју со новинари и им го кажав на политичарите директно. За жал, можеби не сум успеал да ги убедам да сменат нешто, меѓутоа ние и тие постојано гласуваат дека ние сега треба да се сочиме со таа резолуција. Што има, значи јас одговорам, давам решенија на сите тие нивни точки што е во таа резолуција. Првото, кој не смееме да го подцениме, тоа е прашањето со Северна Македонија, кои тие го проблематизираат и велат дека името Северна Македонија значи територијална претензија на нивната Пиринска Македонија. Кога бев таму на разговори, тие кажаа дека година дена бараат од МНР на Македонија само една обична нота да пратат во Обединените нации, со кој Македонија ќе потврди дека Северна Македонија не се однесува на Пиринска Македонија. Не знам зашто тоа не го прават, меѓутоа тоа создало таму уште поголем револт и сега го издигаат на уште поголем проблем. И сега јас што кажувам во прва точка? Да кажеме уште еднаш дека Северна Македонија не значи Пиринска Македонија, односно не значи територијална претензија према соседна Бугарија. Има ли некоја партија во Македонија која има територијална претензија према Бугарија? Јас мислам дека нема. Значи, да направиме нешто што досега 10 пати сме го правиле, сите сме изјавувале дека немаме територијални претензии према Бугарија. Втората точка, која, еве гледам вие ја спомнавте, а навистина доста се проблематизира, предлага Македонија уште еднаш да даде некаква декларација или гаранција дека со ништо нема да ги поддржува аспирациите на македонското малцинство во соседна Бугарија. Повторно, галама, вик, патриоти, колку што сакате. И ние, навистина, како да живееме во некоја илузија, и во самиот текст јас подсетувам дека Македонија во овие 30 години 6 пати официјално си има откажано од своите малцинства во Грција и во Бугарија. 3 пати во документи и во договори со Грција, ама тие се однесуваат и на Бугарија. Ги избришавме од уставот веќе не знам со кои промени, тоа беше веќе и заборавивме. И конечно, во последниот договор меѓу Заев и Бојко Борисов, член 11 има 6 подточки со кои исто така кажуваме дека ние немаме да даваме никаква поддршка. Значи, Добро, вие што сметате? Дали таму има македонци кои што живеат во Бугарија? Значи, вака Каков е вашиот личен став? Значи, вака, мојот личен став е кој сака да се декларира македонец, нека се декларира. Јас сега ви зборувам за официјална политика на Република Македонија. А што смета Македонија? Еве ви го договорот на Заев и на Бојко Борисов. Таму вика дека ние нема да поддржуваме со ништо македонци. Значи, со 6 подточки е напишено тоа. И сега, практично јас нудам, ако тоа им е толку значајно, да го, значи 5 пати досега сме се откажале, ајде уште една 6 пати да им дадеме гаранција. А на крај краишта, кога 50 години имавме во нашиот устав дека ќе ги штитиме малцинствата во Грција и во Бугарија, и колку ги одбранивме ние малцинствата во Бугарија со тоа што пишевме во уставот, испаѓа вицот, аман бато не ме брани веќе. Тоа е нашата одбрана на малцинствата. Тие без Македонија поубаво ќе се одбранат меѓународните институции, отколку ние Македонија да ги браниме нив. Не, стварно прашувам. 50 години имавме напишено во нашиот устав, ги браниме малцинствата во Бугарија и во Грција, колку ги одбранивме? Ништо не ги одбранивме. Значи, само празни декларации кои ништо не значат во конкретното смисло. Меѓутоа, бугарската страна па сепак ќе бара права на своите државјани. Сега. Тука повторно имаме нефер однос. Ние не читаме документи што ги подпишуваме и после цацко ни е крив. Во истиот тој документ пишува дека двете држави имаат право да се грижат за своите државјани. Добро. Значи, ако има македонци во Бугарија, а имат такви многу, секојдневно да речем, јас знам од Делчево има 100 луѓе што живеат во Бугарија и тие си имаат и македонско државјанство и претпоставам и бугарско. И има бугарски, има луѓе со бугарски пасоши во Македонија. Значи, во самиот договор е предвидено дека да, двете држави имаат право да ги заштитат своите држави. Ама, значи, државјани.
значи како државјани. Значи, ако сакаат сега таму луѓето да земаат македонски пасоши, значи Македонија ќе се најде повикана да ги заштити нивните права. Имате Значи, предлог и тоа е регулирано во договорот меѓу двете држави. Имате предлог и за јазикот, тоа е најгорливото прашање. И тука имате најмногу обвинувања. Предлагате македонската страна да признае дека целата македонска преродба се обидувала да создаде заеднички јазик со бугарскиот. И дека под поимот македонска нација и македонски јазик се подразбира само нација која што е формирана после 44 година. Со овој впечаток во јавноста има впечаток дека постои негирање на македонскиот јазик и дека тој произлегува од бугарскиот. Значи, знаете ли дали постои власт во Македонија која што ова Георгиевски може да го прифати? Не, вака сега. Ја мислам дека луѓето во Македонија не читаат, а само кампањски настапуваат. Па еве објаснете. Значи, мојот текст е многу јасен. Прво, не знам тие што се занимаваат со политика, дали се свесни кој е денеска основниот главен проблем зошто се стави вето? Која е официјалната позиција во моментот на Бугарија према Македонија? Тие велат македонската страна да прифати, односно Бугарија ќе признае македонска нација и македонски јазик од 1945 година, а Македонија да признае дека претходно во Македонија имало бугарски јазик и бугарски идентитет. Мојот предлог, според вас дали е ова прифатливо за македонската страна? Не е прифатливо. Тогаш треба, значи ние немаме историја пред 44 година јазик. Не е прифатливо и сега да не брзаме. Значи не е прифатливо, значи не е прифатливо и баш затоа што не е прифатливо, при што во тој став на Бугарија се вели дека македонската влада треба тоа да го потпише, а македонскиот парламент да го прифати. Тоа е официјалната позиција. Каде е сега ќорсокакот? Тоа е главниот проблем. Меѓу двете држави. Тоа е каменот на стопирање. Тоа е каменот на стопирање. И во комисијата за и тоа произлегува дел према историски прашања и према сите прашања. Особено со придавка на македонски. Мојата позиција, и јас лично сметав дека реакцијата ќе биде од бугарска страна, меѓутоа за жал во Македонија луѓето не читаат што се предлага. Значи, јас предлагам вака, бидејќи ние не можеме да ја смениме таа позиција на Бугарија, таа позиција, дека кога ќе кажат македонска нација и македонски јазик, се однесува после 45-та да си го донесат самите тие во бугарскиот парламент. Дека тоа е нивен став и со тоа да го откочат процесот. Меѓутоа договорот е двостран. Сега, и тамо точно објаснувам и им давам, значи да не сметаат дека јас им правам некаква игра, туку дека им предлагам да ја прифатат српската стратегија и многу го пишувам тоа, го цртам, кој сака да прочита може да види, и ја фалам српската стратегија за исти проблеми. Затоа што и велам србите го имаат истиот проблем со хрватскиот јазик, со црногорскиот јазик, со босанскиот јазик и, ако сакате, и со македонската нација и со македонскиот јазик. Значи, што прават србите? На политичко ниво признаваат и босански, и црногорски јазик, и македонски, ама на научен, нивната наука вели нема босански јазик, тоа е српски, нема црногорски јазик, тоа е српски, а српската наука секоја година издава по 10 книги кои кажува дека македонците се јужносрбијанци. Значи, токму тоа им го предлагам на нив, да ја изберат српската стратегија, на планот на политиката да ја признаат македонската нација и македонскиот јазик, а на нивната наука да каже дека си го задржува правото да мисли тоа што мисли за македонската нација и македонскиот јазик. Меѓутоа тоа ќе мора да се верификува затоа што договорот е двостран. И тука ќе настане повторно камен на сопирање, Георгиевски. Значи јас не знам дали ние разбираме дека во тој поглед отстапката од бугарска страна, јас предлагам поголема отстапка од бугарска страна отколку македонска страна. Значи вие имате сега предлог македонскиот парламент тоа да го прифати. Ние да го прифатиме, владата да го прифати. Јас велам не. Македонија тешко ќе најдете некој тоа што ќе го прифати. Нема таква сила. Затоа и прашав, дали постои таква сила или власт? Меѓутоа Македонија може да прифати тоа, Бугарија така да си го донесе и ние да имаме, значи, однос према тоа прашање и потоа да дискутираме во историјата. А конечно, зошто се правиме на тошо? Па ние истиот однос го имаме со Србија.
50 години живеевме со Србија во Југославија, српската политика вика има македонска нација, српската црква вели тоа се Срби, а црквата е српска. И 45 години живеевме во братство и единство и се глумевме лудило. Дека тоа српската црква што го прави, нема врска со српската држава. Значи, можеме према Србија да прифатиме така двојна политика. Добро, зошто ние мора да бидеме под нечие спонзорство Србија, Бугарија и така натака? Зошто? Па не мора, јас нудев рецепт со една декларација обично само да бидеме пријатели. Денеска немаме да ги имаме тие стресови, ама многу патриоти во Македонија. Знаете ли кога договорот за добрососедство го поставија на маса бугарите? Во времето на најголемиот патриот Никола Груевски, после снимањето на филмот Трето полувреме полн со фалсификати, и кога некој од тие велат дека лично Никола го кажал, ја не сум го чул, затоа не можам да го кажам, дека лично Никола кажал, декларацијата нема никаква обврска према Македонија, тој е лист хартија. Тогаш шо немаш никаква обврска, еве ти договор да потпишеш. Значи, меѓутоа тие не го потпишаа. Кој не го потпиша? Договорот го потпиша, а двете страни потпишан договорот. Го потпиша, меѓутоа го потпиша Зоран Заев. Така. Мислите ДПМ не го потпиша? Тие не го потпишаа, ни договор не го потпишаа, ни проблемот ни со Грција. Ама и двата проблема одговорен политичар треба да ги решава, според мене. Исто така предлагате, кога веќе спомнавте за филмот Трето полувреме, што сметам дека не би било тоа каменот на сопирање, иако филмот излезе во времето кога нели баш почна да се заладуваат тие односи македонско-бугарски. Македонија ќе треба, значи, да направи и бришење на историски факти од своите учебници, особено во делот каде што нели Бугарија се споменува како окупатор, агресор и така натака. Меѓутоа знаеме дека таа историја, која што е нели во времето 43-45 припаѓа и на светската историја. Зошто Македонија тоа да го прави со оглед на фактот што нели Бугарија нема никаква обврска да брише ништо од нивните учебници. Повторно имаме еден нефер однос. Во делот на фашизмот јас имам исто така резерва и сметам дека Бугарија тука се заплетка непотребно, меѓутоа таму даваме една идеја. Бугарските историчари веќе со години и години зборуваат дека во македонските учебници има места, ја не сум читал македонски учебници многу одавна, меѓутоа тие ги ногиат, тие места ги вадат, дека се систематски се создава омраза према Бугарија и тие кажуваат, наведуваат многу места кај што за бугарите се употребуваат зборови номади, силувачи, насилници, агресори, значи таква фашисти. Најверојатно и фашисти е во тој дел, окупатори. Најверојатно во тој дел има тие извадено од учебниците каде е тоа. Што е проблемот да ги извадиме тие работи? А конечно, ние према кој окупатор имаме таков третман? Македонија били окупатори сите турците 5,5 години, 5 века не владееле, сега ни се најголеми пријатели. Конечно има на друга работа. Во последните 5 месеци 5000 пати чувме збор бугарски фашистички окупатор. Ама добро, го знаеме јасно позиционирањето на Бугарија за време на Втората светска војна. Не, го знаеме, меѓутоа има една друга работа. А зошто никогаш не кажуваме српски окупатор кој 23 години пред тоа окупираше во Македонија и има многу пожестокости направено во Македонија отколку бугарскиот окупатор. Сите молчиме за српската окупација и во учебниците пишува Македонија меѓу двете светски војни. Така ја водиме српската окупација во Македонија. Па сега тоа е различна позиција. Дајте да видиме истиот аршин за двете окупации да ја употребиме. Значи, треба ние не сакаме објективно да дискутираме за проблемите. Кај нас е се пропаганда, кај нас е се индоктринирано, однапред поставени ставови и нема простор за дискусија кој ни ги зошто ние да бришеме од нашите учебници ако србите биле окупатори, ако бугарите биле окупатори? Ако биле окупатори, тогаш биле. Кај пишува во македонски учебник дека србите се окупатори? Нигде не пишува. Значи, нема тоа. Имаме Македонија меѓу двете светски војни. И тоа робство е прикажано како романтично робство. Некои пијаници се тепаат од време на време, имаат права луѓето, па тоа било најжестоката окупација што Македонија ја памти. Таа окупација е пожестока од турската окупација во Македонија. Имате илјадници примери кои ги криеме и не ги кажуваме. Сега значи, и сега пак доаѓаме до таа ситуација. Сега преноѓаат, значи, овој убиен од фашистите, оној убиен од фашистите.
Па дајте да видиме претходно кои се убиени од тоа се историски факти. Ама историски факти. Ама зошто не кажуваме? Па вие знаете ли Мара Бунева зошто го убива Пролич? Затоа што истиот тој Прелич суди... Чествувањето на Мара Бунева е сосема легитимно па не и е баш бугарите си го легитимно. Ама сакам сочествуваат да ви секоја кажам, година, ме спомен плоча тука во Скопје. Истиот тој Прелич фаќа, претепува, уништува, малтретира 20 студенти македонски. Убиството на Прелич е освета на ВМРО заради тоа убиство на 20 студенти кои тој ги малтретира. И ние не знаеме зошто се случуваат сите тие настани. И не само тој настан. Јас не сакам да создавам реваншизам према никој, само зборувам за еднаков третман. Значи, ако некој убиен 39 година, е исто како да е убиен 41 година. Што е разликата во 2 години? Зошто едниот го криеме, а другиот го потенцираме максимално? Конечно, на крај краишта, ние пред 10 години, односно пред 20 години, веќе и времето лета, имавме убиство на 30 на македонски војници и 100 ранети од страна на УЧК. Денеска на УЧК сме им простиле се, тие седат во владата во Република Македонија, немаме никаков проблем. Извинете вака, немаме Македонија треба проблем. да простува, значи на сите треба да плати највисока цена за да влезе во Европската унија. Аршинот треба да биде ист. Ако простуваме на сите, простуваме, ако не простуваме, не простуваме на никој. Значи нема поедноставна логика од целата приказна. Значи, а ние испаѓа дека простуваме на сите, а само на еден не простуваме. Тоа е дефинитивно така. Исто така. А на крај краишта, Тито па колку уби македонци, зошто не броиме? Па тие жртви па зошто не сакаме да ги извадиме на виделина? Па словенечка, хрватска, српска јавност, отворете на YouTube, полна е со документарни проблеми, документарни Тоа мисии. се моменти од поновата историја, претпоставувам дека ќе дадат влезени во историјата. Ама извинете, 5 струмички студенти што се убиени 50 и не знам прва година е посвеж историски настан колку некој 41 година што е убиен. Тоа не е алиби, не, тоа е алиби за. Исто така предлагате да има измени во биографиите на историските дејци. Тука комисијата се уште нема најдено решение, особено за Гоце Делчев. Во тоа време знаеме дека Делчев не можело да се ниту пише како македонец, делувал за македонската кауза и според наведеното Македонија треба да се откаже и на некој начин од овие историски личности. Како тоа да се надмине? Значи, јас навистина сметам дека не ми е јасно дипломати и политичари како не знаат за што се дискутира, иако досега 100 пати е кажано, меѓу другото и самиот председател на нашата комисија Драги Ѓурѓиев досега 100 пати го има кажано. Во овој момент се дискутира методиката е личност по личност, при што бугарската страна наметнува методика за секоја личност да се утврдат биографски и етнички податоци, при што во дискусијата за Гоце Делчев бугарската страна бара македонската страна 12 пати да признае факти, моменти, архивски елементи кај што Гоце Делчев се декларира или потенцира на својата бугарска етничка припадност. Меѓутоа, имам еден цитат овде. Не. Во писмата на Гоце Делчев се среќаваат терминот македонец, терминот македонка и синтагмата македонски народ и се разбира објаснувањето и толкувањето е различно во двете историографии. Сега. Значи, ако добро го слушавте истиот Драги Ѓурѓиев, тоа е негова изјава. Да, ама тој кажува дека за жал од бугарската страна има многу архивски податоци и документи кои зборуваат за некои такви елементи. Сега. Јас што предлагам? И тоа така ќе биде со секоја личност. Јас предлагам што? Повторно давам идеја за македонската страна да биде добро, меѓутоа очигледно некој не сака да чита што се дава. Велам да се напушти тој метод личност по личност, да се утврдува кој што рекол, како рекол, што има ваму, што има таму, затоа што ќе заглавиме многу национално, ние како македонци, и предлагам да се направи еден список од 15 личности и топтан да се каже, овие се општи личности, без многу елаборирања на етничка припадност и на сето тоа, да се каже ова се општи личности и дискусијата да се заврши и да ја ставиме дискусијата акта. И
независно со тоа да се каже основни биографски податоци кои, да речеме, они сметаат дека македонската историографија ги крие или не ги кажува, и тие биографски податоци да се вметнат во нашето учење. Да речеме. И давам конкретен пример. Гоце Делчев, Ѓорче Петров, Даме Груев и сите други биле учители на бугарската екзархија во Македонија. Факт ли е дека македонската јавност тој биографски податок не го знае? Факт ли е дека македонската историографија го крие тоа од македонската јавност? Зошто го крие? Меѓутоа, во тоа време можеле само така да делува. Значи, тоа ќе го Тоа е напишеме... историски момент. Вака сега, тоа ќе го напишеме второ. Меѓутоа, прво, значи, кога ќе кажете дека Гоце Делчев и Ѓорче Петров биле учители на бугарската екзархија, вие ја минувате онаа глобална перцепција дека сите односи меѓу Македонија и Бугарија во 19 и 20 век не биле толку лоши, туку имало и некаков пријателски однос. Значи, ние ги си го дадеме објаснувањето зошто е тоа така. Меѓутоа, ние како факт тоа до сега не го кажуваме. Кој го знае тоа во Македонија? Тоа почна последно време срамежливо да излегува. Значи, ние тие работи ги криеме. Факт е тоа. Меѓутоа, на некој начин и признаваме, односно како да кажуваме да, Гоце Делчев е бугарски деец. А тоа е сосема неприфатливо за македонската страна и повторно ќе имаме Ама така сега гледайте вака. Вие ако кажете дека Гоце Делчев бил учител на бугарската екзархија, значи они може да си прават свое толкување, ние можеме да си правиме свое толкување. Сега доаѓа некој американец, предава на Скопскиот универзитет, ние ќе кажеме и биографски податок, тој предаваше на Скопскиот македонски универзитет. Така. Значи, ние бегаме од елементарни фактографски елементи на некои наши личности. Меѓутоа, значи, не е тука проблемот дали етнички ќе бидеме сменети, туку ќе ја сменеме перцепцијата дека Бугарија во тој 19 век била најголем поддржувач на македонското револуционерно дело. Тоа е нешто што јас се обидам 30 години да го сменам во Македонија. Да ја сменам, да ги најдеме општите места меѓу Македонија и Бугарија. Факт е дека секој ранет комите од Македонија одел на лечење во Бугарија. Секој кој требало да се крие одел во Бугарија. Секој кој требало да бега одел во Бугарија. 90% од оружјето доаѓало од Бугарија. Целата финансиска помош доаѓала од Бугарија. Обуќите биле таму во Бугарија. Значи таа комуникација Македонија-Бугарија била многу активна. Што е проблемот да ја признаеме? Значи јас зборувам за факти кои зборуваат да покажеме дека тие односи биле сосема други. Па конечно, после востанијата кај бегале македонците? После Илинденското востание 20.000 македонци побегнале во Бугарија. После секоја репресија, Кресненско, Разлочко бегале во Бугарија. После Балкански војни бегале во Бугарија. После Прва светска војна, меѓу двете светски војни што викаме ние или српската окупација, илјадници македонци имаат. И зошто бегале од српската окупација одели во бугарската окупација? Значи бегале во Бугарија. Значи, тоа се како 2 и 2 работи. Самите тие велат дека 2 милиони денеска бугари имаат потекло од Македонија. И под кај тоа потекло? Значи, тоа е потекло затоа што луѓето имале друг однос. Значи, тоа што имале друг однос не значи некоја етничка, не знам, не мора да значи... Сега се бара разграничување на тие две работи. Тоа се моменти кои што го одбележале тој период. Моментот е како Македонија да си го зачува својот македонски идентитет, јазик и нација, а да не претрпи штета. Затоа што вака, по вашето видување, испаѓа дека ние треба многу отстапки, многу да се откажеме во интерес на бугарската страна. Јас за жал исто сметам дека ние се наоѓаме пред некоја шокова терапија. Меѓутоа само можем да кажем јас дека 30 години зборувам, дајте да ги најдеме општите места кои ќе не прават, кои ќе најдеме пријателски места. Ако ние ги утврдивме пријателските места пред 30 години, денеска немаше да дојдеме до оваа ситуација. Јас ќе ја потсетам, ние со Иван Костов ставивме цвеќе на свети Кирил и Методи, тука беа паники во Македонија. После тоа се изгуби, дојде Бучковски, он не знам исто што сака, дали сакаше Илинденското востание да го прослави заедно, повторно паники. Сега, тие чекори да ги правевме овие 30 години, секој премиер по еден чекор на зближување да направеше, ниту ќе имавме обврски, ниту ќе имавме шокова терапија. За жал, денеска ми се нудат работи кои јас не ги прифаќам. Јас апсолутно таму им кажам дека ветото е многу погрешна работа. Резолуцијата
ова што го праќаа во Брисел, што беше тоа меморандум, исто многу погрешно. Сум отишол таму на нивна телевизија, сум го кажал дека се тоа погрешни чекори. Меѓутоа, вашите ставови и вашиот акцијски план за излез од ќорсокакот, дел од јавноста и политичарите ги оценија како срамни, понижувачки за државата на народот, а беше побарано јавно и вие да се откажете од македонското државјанство. Гледайте сега, македонското државјанство нека ми го земат слободно ако сакаат, а што се однесува до моите ставови, ја ви кажувам дека како за многу други работи што кажуваат тука во универзитетите, ја ви гарантирам дека Македонија ќе плаче да го има овој документ кој да го прифати Бугарија овој документ за да се отпишат работите меѓу двете држави. Ја мислам дека Бугарија не се согласува со овој документ. А за вашето протерување и дали се чувствувате повикани? Нека ме протераат слободно. Па гледайте, самото тоа што го наметнува зборува дека во Македонија се уште постои шовинизам према се што се нарекува пријателство со Бугарија. Ние имаме тежок индоктринацијски проблем во Македонија кога станува збор за Бугарија. Значи, тоа е, мислам, јавна тајна, го гледаме сите. Нашите луѓе се чипирани од мали преку системот на образование, преку системот на медиуми, се чипирани да ја мразат Бугарија. И тоа е, кога ги слушате нивните аргументи дека тоа мора да престане, тоа е реално така. Вие дали поседувате бугарско државјанство? Како? Дали поседувате бугарско државјанство? А тоа е исто не шовинистичко прашање. Вие сте прашале некој кој поседува? Зошто Латас никој? Зошто никој Латас е 20 години главниот човек кој ја создава медиумската атмосфера во Македонија. Зошто никој не го праша Латас дали има српско државјанство? Добро, односите кај нас се блиски со соседите. Пишува во медиумите. Со некои се блиски, со некои не се блиски. Пишува во медиумите дека поседувате и бугарско државјанство. Поседувам јас 3 државјанства. Кое ви е најдраго? Македонското. Голем дел од јавноста ви замера и дека станавте бизнисмен токму со македонски пари во времето кога бевте премиер, па како ова го коментирате? Па ова е сега дисквалификација на политичка дискусија со нешто што пред 30 години се случува. Јас сум 20 години имам приватна, како може би повеќе од 20 години. 25 години имам приватна фирма во Македонија. Само јас ли сум политичар во Македонија што има приватна фирма? Ја мислам дека нема политичар во Македонија што нема приватна фирма. Токму да, од политиката голем дел стана и бизнисмени и сега само неколку работи за внатрешната политика. Знаеме дека вие сте нели десно партиски ориентиран ВМРО Народна партија. Сигурно е следите состојбата што се случува со привирањата во ВМРО ДПМН. На крајот на месецот се најавува вонреден конгрес за смена на Мицкоски. Дали тој треба да ја напушти лидерската позиција? Ете, работите во ВМРО ДПМН нас одавна не интересираат. Тоа е сосема друга партија, тоа се нивни односи, тоа се нивни релации. Навистина, морам да ви кажам, ниту некој бара помош од мене таму нешто да интервенирам, ниту па јас нудам помош во кој правец да интервенирам. Навистина, ВМРО ДПМН доживувам веќе многу одамна како одделна политичка партија. Жал ми е што отиде по идеологијата на Никола Груевски и таму не препознавам ништо историско ВМРО. И тоа е веќе нивен проблем и нивна филозофија. Не ми одговоривте дали тој треба да напушти лидерската позиција. Не е моје да кажам, знаете, не знам што да ви кажам. Таму си има други луѓе, си има други политичари, си има други интереси. Тие треба да се оценат. Ви благодарам за исцрпните разговори. Ви благодарам и вам. Пријатен ден.